Иако водата од градскиот водовод во Гостивар се уште не е безбедна ниту за техничка употреба поради недоволно ниво на резидуален хлор, епидемијата на стомачни заболувања во градот дефинитивно влегува во смирувачка фаза. Министерот за здравство уверува дека бројот на новопријавени пациенти е двојно намален, со што се потврдува надолниот тренд. Од Министерството порачуваат дека здравствениот систем е подготвен и за евентуални дополнителни секундарни случаи или така наречени опашки од епидемијата, но упатуваат апел до граѓаните за максимално одржување на личната хигиена. Денеска имаме состојба од 80 првопријавени пациенти, што е двојно намалување од претходните бројки и дефинитивно сме во надолен тренд. Вкупната бројка на заболени е околу 4000. Додека стручните екипи на ИЈЗ и ЈХВ се постојано на терен и непрекинато го следат квалитетот на водата, граѓаните на Гостивар се соочуваат со секојдневни маки. Цел ден барам, не можам да најдам. Морам да купам. Еве се тука даваат со пари. Само со купечка вода функционира? Со купечка. А за лична хигиена се апелира постојано? Па така, купуваме навечер, превривам и така. Се снаоѓаме. Имавте некој тегоби вие? Имавме сите. И сопругот, и ја, и девојчето. Како поминавте? Ние си знаеме, тоа не се опишува со збор. Тоа вода сам користим, кафе пио сам, се бањао, се тушири од све, ништо не ме се најде. Не знам што прават. Можда од понеделка ќе пуштат. Треба да се ажурира мало, jer стварно тоа е неиздржливо. Али ете работата ние никој мислио дека ќе дојде до ова дережа, но дошло е. Вода купуваме, трошиме вода, нешто дава што дава државата поклон, е тоа. Околу 26 јуни на почетокот, неколку пати не повтори и така. Тогаш се посомневавте дека може да... Па да, се посомневавме дека од водата, бидејќи после секој пиење од водата имавме тегоби, стомачни тегоби, се пожаливме на лекар. Проблемот со задоцнетото затворање на чешмите и задоцнетите пријави доведе до прашање за одговорност. Министерот Клековски потврди дека се прават анализи преку 3 независни извори и на сите инстанции. Тој потсети дека согласно законите, општинските комуналните претпријатија ја сносат целосната правна и оперативна одговорност за исправноста на водата, но вети дека системски пропусти нема да се заташкаат. Во основа се побавени сите анализи од 1 јануари 26 до сега и тие се предмет на анализа. Бидејќи збориме за одговорност, ке дозволите да погледниме како се движува точната хронологија и јас одговорно тврдам дека одговорност ке има. Меѓутоа, да не биде линч. Проблеми со водата има и во руралните средини. При посета на специјалната болница во Лешок, министерот појасни дека оваа установа со години не ја користи водата од селскиот водовод за пиење, туку се снадбува од водени диспанзери, а на сите чешми се поставени известувања дека водата е неисправна. Властите очекуваат по новите проби и зафатот на местната заедница Лешок конечно да добие безбедна вода за сите жители. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.